Едно се желбите на Филипче и Комисијата за заразни болести, сосем друго законите и реалноста. Неповредливоста на домот мора да се почитува. Бура реакција во јавноста предизвика предлогот кој го соопшти министерот за здравство. Бројот на гости да се ограничи на 4 лица, па се отворија многу дилеми како полицијата би го контролирала спроведувањето на оваа мерка. Адвокатот Јанаки Митровски за Алфа вели дека според устав, полицијата смее да влегува во домовите само доколку има судски налог или основано сомнение за сторено кривично дело, но не и да проверува колку луѓе има во стан или куќа. Меѓутоа, кај нас во Македонија се бива, но јас би сакал да запрашам на кој начин ќе утврдува основано сомнение, затоа што за да се утврди основано сомнение мора да има минимум докази или индиции во таа насока и во кој, како во еден затворен објект ќе може да има основани сомненија полицијата колку лица има на гости, односно дали се тие повеќе од предложената бројка од четворици. Освен што е неуставна или е можно неуставна, е и во пракса неприменлива овој предлог и затоа сметам дека треба сериозно владата да размисли. Дека ваквиот предлог е тешко остварлив, свесен е и министерот за внатрешни работи, откако првично кажа дека имало соработка со обвинителството. Оливер Спасовски го промени ставот, вели да се почекало, се уште не биле прифатени овие предлози, а неповредливоста на домот морала да се почитува. Може полиција дома да не влага, за да проверя колку луѓе сме дома. Значи, уште еднаш ќе повторам, да не одиме со претпоставки заради тоа што дуките не ни се донесени, а мојот одговор дека уставните начела ќе се почитуваат и законот и тоа начело на неповредливост на станот или на домот е начело кое што нема алтернатива и тоа мора да биде почитувано. Зачудени луѓето како би се контролирало присуството на гости во домовите. Тешко може да се контролира, иначе тоа е тоа. Сепак во време не би требало толку да се собират по повише луѓе. Сега на кој начин ќе го изведат тоа, како тоа комшијата да ги пријави, така ли? Тоа што треба четворица дома да има, сега министерот за внатрешни работи рече дека немат овластување да влегуваат во станот без некој да ја најави. Што значи тоа? Значи може ако никој не му јави, да има и 50 души натре. Мислам од се промашени овие мерки. Митровски е наставот дека оваа мерка може да има негативно влијание и враќање во едни стари, не баш најубави времиња. За жал, живееме ние на Балкан и ваквата мерка доколку се предложи дека ќе го изнуди од луѓето на најниското на едно комунистичко минато на кое што сметале дека сме го надминале, тоа е кодошење на сопствените соседи кое што навистина не би сакал да се случи. На социјалните мрежи со совет до граѓаните и поранешниот пратеник од ВМРО ДПМН Илија Димовски, тој пишува дека според уставот полицијата може да влезе во домовите само со одлука на суд, никако по налог на јавен обвинител.